Видиш ова е за сликање. Веќе се видели данас. Се видовме денеска веќе. Пак се гледате? Био сам и кон njega на рождендан пред многу години. Така. Сеќам се, да. Бора, да не ги забориш овие Одешao сите bio u работи. tajnu za Vlatka. Кажи. Njega mama pošalje na pjesu, a on nosi gitaru i svira. I vežba. Je li istina? Па more or less. Така? Нешто е вистина, нешто е Нешто е полувистина, неверојатно. нешто е целосно невистина. Yes! О, Еј, Кере, кај си? у кафана сум, оти не дојде, ти рече ке дојде. Не можам, па на снимање сум спасе. Како ти све снимање, све... Не, На снимање сум. О, Кажи, ајде, не ми земај време, ајде. типа малку време има. Ајде. Многу народ има туку у кафана. Е, па шо треба сега да правиме? Па да кажеш која не ги знам сите, ти ги знаеш овие јаки, бе. А со кој си со познати? Сите се познати. Ти реков да не се дружиш со познати, бе, спасе. Па ко се јавувам ке тебе, сите спасе. Добро, ај кажи, со кој си, ќе ти помогнам. Па еве една тука малечка со наочари, сите да знае све, да чуе она што... Горде е таа, Гоца е таа. Слободно. Има еден дебел, така многу дебел, со брада, лепе слики од сите тука по масите. Миленко. А што прави Миленко? Лепи слики од сите. Добро. Оти се смееш, бе. Не знам, а со скозите ли е? Беше со скозите. Беше со скозите. Кој друг има? Има, еве го овој еден плюка по сите. Плюка, никој не го разбира што збори, што плюка. Плюка? Плюка по сите, кој збори. Плюка. Памела Андерсон. Не Плюка Памела. Не е Памела. Памела Голта. Кој? Објасни ми, подобро објасни ми. Плюка, еве, беге го плюка по сите, никој не го разбира. Геро е бе тој, Геро Плюка. Друг? Има еден тука вика популарен, бил сега цело време спотови снимал, хитови имал цело време. Пејач популарен, спотови, хитови. Да, само спотови снимал. Спасе у кафана си пијан си, нема таков. Значи, не постои така. Не постои така. Ево, вој вика, знаете, 100% колеги. Е, Едниот така со брада, ВМРО, вика, другиот вика? висок. ВМРО. добро, а другиот? Високи ќута, само и смее се ко нездрав. То не идеја бе се тие живари. Наши луѓе се. Слободно со нив. И куче донел некој, лае по сите едно кученце така ко ненормално. Куче лае. Лае, на сите лае куче. На сите. Кој поминал го лае. Спасе, не е куче, Саше Политико е. Не е куче. Не е куче. Ајде, одам. Уште еден и толку. Ајде, кажи, ајде. Така вика смешен бил Бубамара зел, да не го знаеш. Друго? Па така келев малку е. Јас сум тој, не сум таму. Не сум таму, Спасе. Ајде, доста. Ова ќе му биде тешко, мислам дека. Благодариме што ни го пративте ова. Ова е од гледачите. Беше наводниот најдобар фристайл рапер е овде тука со нас. Сега ќе го видиме како ќе се снајде со ова. Беше мајчина душица, добро за варење храна и за и за ако не ти се спие, да ти се приспие. Си измени. Има шанси да го. Треба секој да ја има во својот дом, за да се напие од неа кога не го паќа сон. И за тој што ја има маната, ќе му помогне за полесно да си ја свари храната. И не,
Ви треба шманска мушица, се што треба е да се напиете малку мојчина душица. Аплауз за вас, аплауз за вас. Дами и господа, денеска одлично шоу во 1 на 1. Чест ми е да најавам едно име кое што е едно од најлегендарните на XU просторите. Тука денеска во 1 на 1 со нас е Бора Ѓорѓевиќ алијас Бора Чорба. Ќе го речем Бора Чорба. Ете, вистинска рок легенда. Како си, Гора? Повели, седни си. Повели, седни си. Што е? Уживам. Fighting animal testing. Да. Се бориш за тоа, да нема... Наравно. Бора, Рецим. Риблја Чорба. Најстариот рок бенд можеби во XU, на XU просторите. Така. Па можда по стажу, по континуитету, Ју група е старија, али они су имали пауза од по неколку година. Така, ама вие си Ми цепате. без пауза Така. и снимамо и нове. Така, види сега, други бендови, ова сигурно многу пати те прашале. Знаеме дека многу секогаш има двајца, да речеме, што не се сакаат во бенд, што не комуницираат едно друго. Вие успевате во континуитет да свирите, без некои посебни скандали претерано големи. Нема Бора да не збори со басистот или со бубњарот или нешто така. Нема такова. Како успеавте така да не се испокарате? Па е овако. Не карамо се. Не се кара. Не се карамо. Тоа е прво правило во Риблја Чорба. Стварно, не сеќамо се у бенду со од почетка Вицко Милатовиќ бубњар, Миша Алексиќ басиста и ја, ми сме по 36 година. Джинџер е ту 32 години и клавијатуриста Никола Зориќ е 12 години у бенду. Ова се бројки. Ти кој добија не менја се. Така е. Затоа ние овде се менуваме. Се живо и диво, и камермани. Ако не мене. Се менуваме. Ете така. Сега вака. Многу бунтовност, Бора, многу има и политички содржини во песните, контроверзии и така натаму. Ако се вратиш сега, бидејќи толку многу години се поминати, прво, ме интересира дали се исплатеше, една работа, и втора работа, имаш ли можда, да речеме, некој кајање во смисла, не ми требаше тоа, можда полесно ќе беше ако не правев. Кајања немам, nije се исплатило, али кајања немам. Ама не се исплатило толку многу, Ма и далje пишам песме које Не су зезај. на неки начин бунтовне. Нису бунтовне, али су тачни. А последна песна, да ја речеме, кога ја напиша, пред колку време? Па врло скоро. Тоа е нешто што ќе бити на новом CD-у Риблја Чорба, пошто сум ми млада и перспективна група. Ово се не односи само на Србе. Добро. Ово се односи веројатно на све балкански народи, а и шире. Ајде. Уместо да и за плячку оптуже, да и због издаje осуде на робiju, Срби гласaju за багру и лопуже, па govna opet izbore dobiju. Kad biračko shvati telo, da nemaju ni za jelo, kad dožive takvu bedu, tako bluz, iz kontejnera da jedu, kada jednog dana shvate, nema posla, gde su plate, pitaće se što smo srali, pa smo ove izabrali. Bitange i propalice uživaju povlastice. Vlast i moć i lovu daje, sve dok njihov mandat traje. Iz dupeta pa do glave, kad biračkom telu dođe, istu grešku će da prave, biraće još gore vođe. Уште малку? Čisto sumnjam, ali možda Srbi nađu pravog vožda. Сега може. Морам да кажам, многу добар ракопис имаш, Бора. A ne, to je prepisano. Imaš rakopis, užas. А чекај, ако ти дојде идеја среден ноќ, а сигурно ти доаѓа, шо преш? Zapišem.
Запишем и ноќу, а то док дешифруjem šta sam zapisao, to ni policija ne zna. И шуговата тратка, види. Не, а то će biti na novom albumu. Се надевам нема да ми се лути. Шо е ова? Дај камера. A, Шо е ова? Кој е ова? to je moja verenica od 4 godine. Kad je imala 4 godine. Море 4 месеци. Da, 4 meseca. 4 Da, месеци. Еве на камера, еве тука. Еве. danas izgleda mnogo bolje. Поубава е денеска. Ima 38 godina. Нешто многу сакам да те прашам, да речем ова сигурно ќе сака да знаат. Дајте вие прашање, бидејќи сите имаме многу омилени песни на Бора. Да чуеме приказка како е настаната песна. Кои ви се ваши омилени песни, да речеме од Риблја чорба? Последна песма од тебе. Како е настаната Бората? Ovako nastalo da odnosi se na jednu ženu, ima u knjizi, Има приказна, значи. ima u knjizi na koju se ženu odnosi, ali to je bila stvarno posljednja pesma o toj ženi. Лутка со насловне стране, стварно е за некој од насловни страни? Ne. Како е таа? Odnosila se na mnogo više lutki s naslovnih А, strana. така, као Мерлин Монро, како такви? Ma ne. Некои наши тука? Pa i naše su tada pokazivale svoje atribute po novinama. Danas to uopšte nije ništa neuobičajeno, danas je to jedna sasvim normalna stvar, tako da je pesma praktično prevaziđena. Možemo je da je osviramo. Fis. Фис. Molim. Микрофон спремен, ете. Da, što da je? Еј, ако си добар, ќе ти дадам 2 динара, друже. Види, ти носам 2 динара. Стварно. Čekaj, nemoj da to sviram. Хајде да видим. Šta te vole? Režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani, poješćete brzo, velegradske zveri, ali ti ćeš biti na naslovnoj strani, statirat ćeš možda u ponekom filmu, možda ćeš reklamu snimiti za TV, menjat će te ko što razmenjuju reči iza tvojih leđa, pričat će viceve. Ti si Savršenstvo bez mane, ti si deo vojničke snova, ti si lutka sa naslovne strane i treba ti lova. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si lutka sa naslovne strane i treba ti lova. Svi vole tvoje idealne mere, trpećeš staračke ruke na sebi, ali to je deo tvoje karijere, pa zašto onda otrpela ne bi? Slavni fotograf seksi magazina slikat će svoje umetničko delo. Nezdrugi klinci otvorenih usta gledat će tvoje mlado golo telo. Ajde, što je malo? Ti si Savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si lutka sa naslovne strane, treba ti lova. Tako je. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si lutka sa naslovne strane i treba ti lova. Treba ti lova. Treba ti lova. Treba ti lova. Treba ti. Treba ti lova. Бора Джорджи, Бора Чорба! Ги заслужи овие 2 динара, друже. Ова се стварно 2 динара. Da, bilo, znaš, kad su pevali tu pesmu,
2 динара или 2 динара душа Аха. kad se pravi. Toliko je stizalo od Vodidarki. цело време? Pa tehničari su uživali skupljajući. Да. Ne da su zarađivali. Međutim, prevaziđena pesma. Така? Da. Има ли Бора некој Uđem што u веќе Sloveniju, odem da pišem kod čovjek na granicu. 50 centi, druže. 50 центи? 50 centi! U Evropi se uopšte ne isplati ni pišati ni srati. Не, а? Кога сме кај Европа, мене еден од омиljeni рифови во историја на музика ми е Амстердам, оној тан 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 тан, нели? Ta se pesma evropski uvlači u guzu. Така? Inače, nikad da se neće primiti u Evropu. Ne možemo da ispunimo kvotu pedera. Не можем, а? Колку треба да биде Trude se процентуално? naše vlasti, poturaju guzu, ne vredi. Ова не еш. Pesma Eurovizije 1, pesma Eurovizije... Така, ne. така. Pa Gej parada 1, Gej parada 2, Gej parada 3. Pesma Eurovizije pobeđuju bradate pevačice. Ne vredi. Pedera nikad dovoljno. Ни треба Европа, Бора? Međutim, treba da budemo tolerantni. Треба, добро, да. Ja sam napisao tolerantnu pesmu. Kad peder pederu, kitu turgura. To je skroz u redu, to je gej kultura. Бора, си се пробал во фристайл? Фристайл римување? Šta freestyle? Дај ми збор, било кој. Збор. Reč. Еве, геј нека ми дајте. Aj gej. Ајде. Сите во Европа сакаат да сме геј, а јас не се замарам, јас си викам пеј. Нешто така. A, da, pa no. Ајде ти направи рима со телефон. Čekaj da se telefon... Jel to mene neko na mobilni zovno? Pao sam u sevda ko šljiva u govno. Бора, Здравко Чолич, Оливер Манди, Шабан Шаулич, Денис и Денис, Желко Бебе, Лепа Брена, Зана, Цеца. За сите овие луѓе имаш напишано песни. Da. Така. Кои се твои хитови од овие луѓе што не знаеме можеби дека е твоја Pa evo песна? ovako. За Чолич, пример. Кои песни од Чола се твои? Produži dalje. Dobro. Mjerkan te mjerkan. Меркам е твоја песна. Бро. A, Ево Pa друг dobro. да речеме, ali recimo mnogi ljudi ne znaju da je moja pesma Stani malo kafanski si vraću. значи Ljudi пишуваш misle da je narodna pesma. така. Šaban Šaulić, preskočit ću Tarabu i Jarak, Tozovac, Vodeničar, Akći. I tako ima toga, pisao sam za ljude. А не ти е проблем Бора да излезеш од матрицата, рок матрицата, која пример пишуваш за Шабан да речеме или за не знам некој Pa vi se volim da napišem teksta pa da oni komponuju. аранжеров да го Ali земе. ne stidi se nijednog od tih teksta zašto su dobri. Тоа е добро, тоа е добро. Види, ти беше заедно во група со Ѓорѓе Балашевиќ. Претходно тоа збориме нели пред Ривља чорба. Дај кажи ми вака сега, Бајага, Балашевиќ, ти тука сте all star да речеме екипа некоја. Балашевиќ, од тогаш како сте, контактирате, не контактирате? Balašević je, ne kontaktiram, a Balašević je izuzetno talentovan čovjek, izuzetan pesnik, izuzetan pisac i prozni pisac. Jedno što se privatno ne podnosimo i to je. А кога почнавте со тоа? Pa Kaj se- ne bih ulazio u to. Zaista. Ама ne. долго време значи ова трае, не Da, jako. Кажи ми пред колку луѓе најмногу си свирал во кариера, се сеќаваш? Pa mislim da je bilo 1 milion. Da. Милион луѓе. Одеднаш. Kad smo dizali revoluciju, rušili Miloševića, svirali smo pred milion ljudi. А најмалку си правил концерт пред малку луѓе? Da. Да. I imali isti odnos kao i pred milion ljudi. Дали е милион, дали 10 луѓе? Пак се даваш исто? Potpuno isti odnos. То мислиш дека е важно за еден? Važno je svirati. Važno je biti profesionalac i poštovati te ljudi koji dođu da slušaju. Јасно. Сега вака, на Алфа телевизија каде што оди 1 на 1, се дава и Пинкове звезде. Каде што Негови. си ти судија, нели? Sedim pored Ceca. Поред Сеца си цело време, така е. Како е со ти за муавето, тоди?
Dobro, ja znamo svi se međusobno znamo. Си пишувал за Цеца и песни. Za Cecu sam pisao pesmu, šta još možeš da mi daš? Muzika Oliver Mandić. Tako se znamo jako dugo. Onda sa Harisom sam letao jedne godine na Lastovu. Pravio je hobotnicu, odličan je kuvar. Не зезе, не сум знал. Bro. Znamo se puno godina, a Miroslav Ilić je malo stariji od mene i oženio je sveštenikovu ćerku iz mog odolenja. Tako da svi znamo. Све сте тоа живе. I to se vidi, to ljudi vide. Vidi da smo Tako, opušteni, tako. da se zezamo i... Фотеливе удобни ли се тие горе доле? Pa nije loše, jedino Miroslav voli više da se vozi liftom onako. За крај на брзинка блиц прашања да ми одговориш за оние да речеме луди времења на Риблја чорба. Кога бевте по турнеи по све? Дали сте имале некои посебни барања на концерти? Nikad nismo bili razloženi, mi smo normalan band. Ништо, да? Дали и колку пати, ако е да, си бил уапсен? Hapsili su mi jednom kao maloletnog delikventa, sve ostalo sam eskivirao. Во публика си рипал од сцена? Jesam 2 puta. Успешно беше? Ne baš. Jedan, objasnit ću. Ajde. Jedan sam u Zagrebu skočio, Аха. oduševljen kako je narod prihvatio. Međutim, ljudi su se izmakli pa sam zviznuo dole. A onda imao sam neku majicu sa bretelama. Onda su krenuli mi cepaju majicu. Аха. Onda je skočio čovjek iz obezbeđenja Да ги da трпи. me izvadi. Pa pošto mi se bretela urezala u meso, on izvedio nož da iseče bretelu pa bi malo ubo. Уи, абе тоа опасно било. Ne, А? bilo je pasivno. Ти си бил и во поопасни ситуации. Da. Drugi skok u Nišu. I nose me u Nišu. Do centra hale. I ja mislim još što me vole. I vrate me na biru, kad pogledam ništa od nakita na meni. Ти важиш како многу бестрашен човек, така делуваш. Ти било некогаш во живот страв, онака ептен страв? Pa, neću to ne pričam da su jednom teli da me roknu, ali to ne veze. Ali recimo da je jedno od opasnijih... Чега сериозно? Da. Оу. Ali možda je opasnija situacija bila kad sam plivao s ajkulama. Без ништо кафес. Bez kaveza, naravno. Па каде беше тоа? U Australiji postoji akvarijum, ajkule se zovu Grey Nurse. Ako ti njih ne diraš, neće ni na tebe. Аха. Ali plivao sam sa 2 Amerikanaca i oni su odmah otišli u WC posle plivanja. Не издржа, а? Бора. Ево вака, ова се чаеви за гласот да биде како што треба. Biće kako treba. Ова е подароци од МПМ, еве, за нешто да понесеш од емисија. Јас сакам да ти се заблагодарам, да ти стиснам рака на една права рок легенда. Ти благодарам што беше прв од емисија, се надевам не и последен. Бора Чорба! Iskreno rečeno nisam očekivao da će biti ovako spontano i ovako brzo. Mislim se prilično dobro snašao, voditelj odličan. Bilo mi pravo zadovoljstvo da učestvujem u ovoj emisiji. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. Тоа е тоа.
100% Gute Fruchte. Ама не ми кажи многу кај јадењето и ќути, тоа, чекај, странки ќе имам нека. Guten Abend. Wo ist der Faulpark? Како не знаеш право по Теразија, лево вртиш кај споменикон Гоце Делчев, тука ти е булевар Майк Тајсон, ти не оиш по него, оиш по Ленинова. И тука ти одма пиши, пум, парк. Ќе приметиш врие жени на турли, 100% ќе го најдеш. Шо? Не биди неточен. Пробај швајцарски точно 100% сочно. Новиот Gute Fruchte 100%. Иако се долги години на македонската музичка сцена и тоа со огромен успех, решаваат да формираат нова група со име Темпера. Ова е нивниот албум Играј. Групата е спој на поранешни и сегашни членови на врвни групи како Архангел, Мизар, Владко Стефановски трио, Кисмет функционираат од прилика година дена. Тука се од Темпера Мите Димовски и Тања Таспарова, Мите влага. Тања таман да се дошмика вадевар. Мите повели седи, Мите многу ми е кив дека си во емисија, бидејќи си бил во групи кои што многу ги сакам и почнувајќи од Цилиндар, тоа може и да е чудно, ама Цилиндар исто многу ги сакам. Цилиндар кој бевте ти, Ристо, Пепи Ренџев, сега. Дали ти го делиш мислењето со мене дека Ристо е еден од најдобрите вокали македонски што искочили? Само Чак Норис може да го победи Ристо на Макфест. Тоа е 3 пати победил, значи. Ама не, оние старине вокали негови се сериозно врви. Супер, почитувам. Ја заедно тргнавме и добре што и ден денес настави со таа приказна од 81 што ја тргна, уште е активен како композитор, пејач и... Ти од 12 години беше таму стварно? Да, од Цилиндар? Да, од 11. Тоа беше меѓу помладите тапанари во Југославија. Во Југославија најмлад тапанар Да. беше. Да. И со Цилиндар отидовте во на позната гитаријада тогаш Во Зајачар. во Зајачар и лапнавте прво место. Да, прв бенд македонски што победил на југословенско ниво 81. Ама Зајачар. од наградата ни на. Не, имавме тапшање по рамо. Идите ви децо кучи. Вратите се со возот. возот. Вратите се со возот. Што требаше да биде наградата? Наградата требаше да биде парично од 1000 марки тогашни и снимање албум за ПГП РТС. Тогашно таа е една од најголемите дискографски куки југословенски. Ти колку имаше години? 12, 81. Чекай, ти со 12 ја зема наградата. Да. Ма супер бевме, млади тинејдж бенд, New Wave, убаво време, голема држава, голем пазар. Супер. Како Мите од Архангел најмногу те знаат, пример, кога збориме за групи? Мите Тралала највише ме знаат, по продукцијата која водам студиото, да. Иначе најголем дел во музичка кариера во Архангел го Во Архангел, ти, Гино, Ристо Вртев, Перо Јанков, Џоле Максимовски, Михел Парушев едно време на вториот албум и уште пар луѓе кои беа Колку години беше во Архангел Сенаса? Па едно 15-тина. 15 години. Архангел има 5 издания и јас сум на 4. Михаил Перушев е на двојката. На брзинка вака мене ме интересира. Да речеме пример Нова вера, Нова Библија, Ибер Македонише, некој од овие по-комерцијални да речем хитови. Ибер Македонише која ја слушаш, што ти текнува прв пат? Што помислуваш прв пат кога ти носи еден таков текст, имаш Зиг Хајл, едно ми се јави по телефон, вика еден жесток риф има. Да. Така тргна таа. Ја многу бев импресиониран од рифот и инсистирав на тоа. Да, и супер звучеше Гино кога го свираш и стално се знаев дека ќе биде голема ствар, рифовска. Она не е нешто хармонски многу прогресивна, него е на риф поставена и седнавме, го вртевме рифот и беше многу возбудливо, многу се воде. И после извесно време од кое се направи песната, ми се јави Ристо по телефон и вика да ти го прочитам текстот. Вика Ибер Македонише, викам отпишан, ја Зиг Хајл. Да, Зиг Хајл. Баш така. Изеди до трошка што небото дал. Многу актуелен текст ден денес на тој големиот концерт што промотивен што беше на Сајм 98, значи 22 децембар 98. Имаше едно платно риквент имавме огромна бина и пишуеше Убер Македониче, немека, ама мислам дека поише треба луѓето и ние го сваќавме како в глава. Да го чуваме умот в глава и да не се дешава. Добро, Ристо и Архангел секогаш нели имале така
И Ма све имавме. да, и требало да се гледа меѓу текст, меѓу редови што се сака да се каже. Така. Е сега се случува ли да речеме ти бидејќи имаш огромен багаж натепано со свирки, со концерти, Па, со цел живот такви ми е работи? посветен на тоа. Цел живот. Има ли бе некогаш да речеме бидејќи ти си во не си толкова тезгарошки бендови, него буквално бендови што прават концерти, авторски. Авторски. Ја никогаш не сум свирел репродуктивна музика, што не значи дека луѓето што свират дека е тоа лошо, ама јас сум во друг филм, да. Ама ме интересира дали и кај вас има оние проблеми од типот менаџери, газди. А секогаш има. Не се деси, мислам се десило некад и да не платат, ама ништо драстично, нешто дека ние па правевме некои сериозни пари, па од тоа ќе ни се сменеше животот, ама баш ми текме зборевме со Џоле пред некој ден, се враќаме на имавме после Ибер Македонија имавме еден успешна турнеја низ Македонија и низ разни места по градовите, низ цела Македонија свиравме Охрид и Струмица, и баш во Струмица ни се јавува еден газда на еден простор кај што се работеа голем простор од 3000-4000 души кај што збира. Вика да работите концерт, пошто беше знаеа дека ни еден од тие што ќе не викнат на концерт да работиме не може да утне со нас. Сите стално концерти да беа распродадени, имаше многу народ, многу фанови и така. Стигнавме дента, наместивме инструментите, дур чекаме за концертот да се деси, едно 300 метра понатаму од просторот кај што требаше да свириме, имаше еден ресторан, викам ајде идеме на вечера, да къснеме нешто џгер. Што е викам тоа џгер? Џгер било на таа џерче. Џерче, да. И Ристо дека е попотекло од Струмица, дај ми џерче, џгерче, се смеевме едно друго. И едно 2-3 илјади луѓе пројдоа такво и таман, ај се спремаме, викаме едно 9:30-10 сат. Ајде, тргна да се и почна одеднаш полициски комбиња со ротациони светло уклучени да фрштат едно, па второ, па трето. Абе викам, слушај нешто што не знам што се случи, како идеме. Таму цел народ седи пред влезот на просторот кај што треба да свири. Никој не е внатре. Никој не е внатре. Сите карти продаени, никој нема внатре. Влагаме ние унутра. Степенот на нервоза кај органите на редот напуштена на шеска, онака. Кој си ти? Ристо Вртев. Ристо Вртев, ја бидеш. Шо преш ти тука, па викам треба да свириме. Нема да свирите. И после разбравме дека претпоставувам, не знам, газдата на просторот не е ли организирал некаква дозвола за концертот, едно друго, па дошла инспекција, па овај се степал со тие, такво, и он фатил фитил, гитла, ние сами останати со инструментите, абе викам бар да си ги земеме инструменти да си појдеме дома и се сврши добро, на крај се спакуваме. Ни концерт, ни бутур во Струмица. Ни концерт, ни бутур за таа вечер тогаш, али после тоа пак отидовме. Имаме 3-4 пати. Значи има такви работи кај големи има бендови, тежок не е само рок-н-рол животот. за свирки. Пред да влезе Тања и да зборнеме за Темпера, само што да те прашам, ти си више од подолго време продуцент на Владко Стефановски. Да. Лепи Сол исто така беше продуцент, распукала Шарпланина кај тебе во студио се снимаше. Да, поново време, пред колку 6 години, колку има, не знам више. Па не знам која година беше точно, така, али има. Ова реюнион кога направија, кога се вратија. На покана на Авалон продукција, да ги спомнеме и нив, и ние работиме сега за нив. Лепи Сол направи една многу успешна, грандиозна турнеја. Реюнион низ цел Балкан. Низ цел Балкан, да. Југославија, екс-Југославија. И во склопот на целото тоа, они направија, издадоа едно DVD со концерт во живо, што имаше, и сакаа да направат за да остане како спомен од тоа една авторска песна, нов сингл. Нов сингл, да распукала Шарпланина. Се одлучија да работиме заедно, и продуцентите, и бендот. Супер песна беше. И ете ја средивме. Чека, кој пеа таму вокали? Има еден момент нели? Да. Тоа ги снимивме, па која е миксав песната, не беа снимени вокалите. И викам дајте бар. Не беше идејата со вокалите? Не беше идејата со вокалите, тоа некако на миксот ми текна мене и ги сконтактира, викам што мислите за да ставиме вокали, бар да се потпишете и као да не биде инструментална само, него да биде да ставиме она бар распукала Шарпланина, се каже и текстот. Кој пеат Гаро пе? Гаро, Коко и Владко, Бодан не дојде. Кокан, Гаро и Владко пе? Да. Бодан имал работа? Па најверојатно. Да. Нешто се деси, така. И чекај сега, они после толку години на свирење одеднаш заедно, беше напнато малку атмосферата?
Не беше напната, тоа фалеше можда да биде напната, беше коректна, професионална. Ама професионална, без нешто многу хи. Па да, не беше предпоставам, беа професионални, ама немаше предпоставам онај жар како на почетокот кога беа другари Па добри, гриза за све и затоа нешто. веројатно и не ни траеше толку приказката, него се Да, заврши најверојатно, малце побрзо. Може сега да ја викнеме Тања, значи викнеме исто од Темпера, фактички вокалот Да. на Темпера е Фронтменот тоа. на Темпера, Фронтменот Тања Тас. Ајде да влезеш ти напри место сега. Ајде сега. Толку со тебе, не сега ќе бите. Запознај се Мит. Да, драго ми е. My pleasure. Се знаете? Да, од мали. Шо ве поврзува? Горјан. Некој Да. некој особа. Особа една. Синчето наше, 6 годишно. Видиш случајности. Да, случај. Коинциденција. Значи, Тања, ова е твое дело, фактички, каде ќе ја покажеме. Значи, ова е албумот уште еднаш Играј на Темпера. Многу добар албум и од Авалон продукција да си го преслушате. Супер, одамна немало вакво нешто рокерски. Мада не е рок, него е рок, Урбан. панк, Урбан. има джез, фанк, Да, се има се. некако, Да, помалце. да, Твоја сликала. Моја, да. Ти имаш нацртано. Насликано. Насликано. Да. Така се вика, извини, не сум уметник таму. Што представува човечево? Што ви представува вам тоа човече? Вака треба да биде или вака? Вака стои или вака? Како мислиш дека треба? Или треба да го гледаме сите различно? Да. Така може би. Да. Тања, од каде Тања Тас? Тања Татјана Тасовска. Да. Сечеме. Да. Тања Тас. Ево Добро. таму. Кога сме кај пеењето и Тања, Били Ајдол лично ти има честитано. Тебе за вокалните вака способности. Да, Така? приде човекот и се поздрави, да. Ама и рече... И рече, браво. Свака част. Ти како се почувствуваш? Били Ајдол да дојде да ти каже добро пееш. Рече Или гајле ти беше? Да, и тоа беше супер, затоа што приде. На крајот на кришата не можеше да стои пред бината, да чека да излезе на звездиште сцена. од светски размери се шо. Сепак се сврте и реши да дојде да се поздрави. Тоа е добро. беше така убав момент. Тања му беше фан негов голем као девојче и мислам дека изначеше тоа доста. Вака не покажува мите. Вака изгледа како гајле да е. Абе слушај се, добро пред камера. Она и доа ја браво, I couldn't care less. Idol. Тоа да спомнем дека свиревме со Били Ајдол на 2 концерта на Белград Колинг. Правевме промоција на албумот и на Скопје Гори. А кај заврна се споја Небо и Белград Колинг. Среќа имавме дека тие имаше ден пауза од белградскиот до скопскиот концерт. Имаше ден пауза и се направи можност, тоа е онај период прошлото лето, кога се споја небо и земја на цел Балкан. Имаше огромни поплави по Србија. Харп системот, Не, неверојатно, мислам, не сте, ја немам доживеано нешто така да... Чека, па издржа бина, сцена, не знам, таму опрема. Бината беше грандиозна, значи имаше едно 40 на метра висина, а позади бината секој имаше голем шатор позади за бекстејдж, едно друго кај што се спремавме и кај што така. Можеше да падне бина позади? Не, едно време влезе еден човек од обезбедување кој без поговор ни рече напуштај шатор одма, бина ќе пасти, ама немаше она ве молам, него напуштај одма и фитил. Истрчав едно 50 на метара ко да си пливал во базен, мислам така изгледаше тоа. После 5 минути излезе сонце и викаме леле супер, ќе свириме. После 15 минути уште еден потоп таков и среќа се одложи концертот за утредента беше код ништо да не се десило, мислам сонце. На крај беше одличен концерт, целиот, се мислам. успеа да решат да средат така да Стресно беше доста, али утредента беше стварно на сите 4 бенда кои настапуваа успешен концерт. Значи ова е Темпера Играј, еве го тука Темпера Играј. Сега ќе ги чуеме исто така Тања, Мите, Џоле и Гино нормално, значи Гино од исто познат како гитаристов од Архангел Гино. Па ние сме тројцата што бевме. Морам Гино да го поздравам дека ми ја прави гитарата без пари. Не ми зема пари кога ми ја прави гитарата. Сакам Гино, фала што не ми земаш пари. А за Тања Чајчиња, значи Џоле Максимовски, Гино, Мите и Тања сега ќе ги видиме Темпера во живо. Да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет.
Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Тоа е тоа. Проценти Гуте фрухте.